Објаснивме на нашите граѓани кои што може би токму во ова утро па се прашуваат и што да појадуваат и што да подготват за ручак и како да ги поминат овие пости кои што, како што рековме, не се малку. Сепак се повеќе од... Да. Ако убаво се испланира исхраната, нема проблем, може да биде разновидна. Ако убаво се украси со доста зачини, мислам дека баш убаво ќе си ги поминат постите. Така, лесни пости, а ние продолжуваме понатаму и имаме една тема која што деновиве е многу актуелна. Имено од стартот на месец март. Ки има голема промена за сите кои што плаќаат со картичка на интернет, се укинуваат SMS кодовите, што досега ги добивавме на телефон. Потврда ќе се прави преку апликација на банката. Што значи ова, Никола? Дали ќе ни биде потежното сега ова интернет плаќање, дали ќе треба да одиме до банка или ќе има некој начин кој што ќе ни овозможи да плаќаме како и досега, без при тоа да се случи нешто што може би ќе се одрази на нашата банковна сметка или пак на нашите нерви, ако чекаме и пред шалтерите. Повели по втор пат да ни ги разјасниш овие работи и овие промени кои што се случуваат. Така, второ, добро утро. Јас нема многу да должам во најавата. Одговори на сите овие прашања за тоа како се менува начинот на плаќање ќе побарам од господинот Стефан Пеповски од Македонската банкарска асоциација. Тој е заменик претседавач на Комисија за платежни картички и електронско банкарство. Впрочем, доаѓа од Стопанска банка, од секторот за картични производи и директно банкарство. Господин Пеповски, добро утро. Добро утро. Првото прашање еве и во најавата дадовме, од 1 март се менува начинот на онлайн плаќање, што тоа всушност ќе значи и за крајните корисници и на кој начин ќе се автентицираат, односно одобруваат, народски кажано, плаќањата преку интернет и дигиталните платформи од следниот месец. Најнапред да појасниме дека промените што следуваат се всушност усогласување на банките со барањата од член 124 од Законот за платежни услуги и платни системи со кои во националното законодавство е транспонирана ЕУ директивата за платежни услуги, познатата PSD2, која ја наметнува обврската на банките за воведување на засилена автентикација меѓу другото и кај онлайн плаќањата со платежни картички. При тоа, вообичаените SMS кодови се укинуваат поради нивната ранливост на така наречените фишинг напади, каде што преку елементи на социјален инженеринг и онлайн понуди по нереални, но привлечни цени се случуваше некои од клиентите да внесат податоци за картичките на непознати линкови добиени преку SMS или социјалните медиуми и на крајот таквите да ги потврдат со предавање или внес на SMS кодот на измамниците кои врз основа на тоа можеа да направат трансакции на поголеми износи. Практично со примената на засилената автентикација, банките имплементираат динамичко поврзување на онлайн картичните трансакции со точно определен износ и определен трговец, примач, кој клиентот го потврдува на сигурен начин, вообичаено преку M-Banking, M-Token или на друг начин овозможен од банката, со што се намалуваат можностите за злоупотреба при интернет трансакциите со картички. Кога клиентот го потврдува плаќањето, тој директно преку M-Banking апликацијата всушност или на друг сигурен начин го гледа точниот износ и точниот трговец кон кого го врши плаќањето и го одобрува со користење на начинот на автентикација определен во договорот што го има со банката, биометрија, код за автентикација, M-Token или слично. Истовремено, од особена важност е клиентите јасно да ја разберат и неопходноста во вакви услови за користењето на дигиталното банкарство и мобилните банкарски апликации, кои во современи услови не се само опција, туку се практично неопходен составен дел од современиот начин на живење и плаќање. Со засилената автентикација, всушност, клиентите стануваат поотпорни на измами, но
мора и понатаму да останат внимателни, особено при примањето на пораки и линкови од непознати испраќачи, да избегнуваат понуди кои звучат нереално добро или премногу ефтино, да не споделуваат кодови, лозинки или слични лични податоци и секогаш да го проверуваат износот кој го одобруваат и на кој го вршат плаќањето пред да го потврдат, затоа што меѓу другото со оваа промена се зголемува и одговорноста на клиентите, имајќи во предвид дека се ограничуваат и можностите за оспорување на вака одобрените трансакции. Така, кога еве доста технички информации споделивме, но дали еве банките од она што вие го имате како информација и како банкарска асоциација се подготвени технички да го имплементираат новиот метод од 1 март и можни ли се застои во плаќањето на интернет и дигиталните платформи? Ова е прашање сепак на која секоја банка индивидуално треба да одговори, но генерално може да се каже дека банкарскиот сектор е подготвен, имајќи во предвид дека повеќе банки се веќе во фаза на информирање и едуцирање на своите клиенти за промената што следува. Банките во изминатиот период веќе инвестираа значителни средства во модернизација на своите системи и соодветен ангажман на добавувачите на технолошки решенија кои што ја овозможија оваа промена. Се работи за напредна и комплексна технологија која изминатиот период беше навистина сериозен предизвик за имплементација во системите на домашните банки, еднакво како што тоа беше предизвик и во европските банки кога таму настана оваа промена. Така. Она што е интересно за нашите гледачи и веројатно доста побудува интерес е како ќе се снајдат постарите лица кои не се толку, да речам, технички едуцирани и што ќе биде со оние лица кои не користат смартфона, досега еве да речам ги користе овие SMS кодови за онлайн плаќања дали преку своите внуци или блиски во домот. Современото онлайн плаќање со картичка е придобивка на модерното време, но онлайн плаќањето во денешни услови на современи закани баре и современи средства за заштита без кои што тоа е помалку безбедно. Треба да се нагласи дека обврската за примена на засилената автентикација при онлайн плаќањата со картички е законска обврска на банките, но исто така и бара повисоко ниво на дигитална и финансиска писменост на населението, но и активно користење на мобилните банкарски апликации кои се повеќе стануваат централна алатка и клучен елемент на безбедносните механизми за автентикација кај најголем дел од банките. Што е со можностите на граѓаните кога е во прашање овој систем? Има ли алтернативни решенија како да се регистрираат за да го сменат начинот на автентикација на плаќањето, односно потврдување, и кои грешки може да ги направат за да ги избегнат во овој период на премин во овој нов систем? Најдобро е во овој период граѓаните да бидат внимателни и внимателно да ги следат инструкциите и информациите кои што ги добиваат од банките за оваа промена. Најчестите грешки се разликуваат од банка до банка зависно од технолошкото решение кое што го користи банката, па затоа и не може да се даде генерален одговор, но најдобар совет до клиентите што сакаат да плаќаат онлайн со платежните картички е да станат активни корисници на M-Banking услугите на банката што ја користат, затоа што преку активното користење на дигиталното банкарство најлесно и ќе ги совладаат вештините за автентикацијата која што ќе се извршува на новиот начин. Во моментов сите банки во согласност со рамковните договори што ги имаат со клиентите на различни начини пристапуваат кон информирање и едуцирање на клиентите. При тоа најчесто се користат и масовните комуникацијски канали како имейл известувања, јавни објави, персонализирани SMS или Viber пораки, но голем дел од банките веќе подготвуваат и видео упатства со цел полесно да им прикажат на клиентите како ќе изгледа онлайн плаќањето со примена на засилената автентикација
автентикација и секако филијалите и контакт центрите на банките остануваат целосно отворени и достапни за обезбедување на насоки и поддршка кон клиентите кои што имаат потешкоти при примената на новиот начин на автентикација. Повторно ќе напоменам, многу е важно клиентите да станат активни корисници на дигиталното банкарство, затоа што преку активната употреба на дигиталното банкарство секогаш ќе бидат во теки и ќе со своите лични финанси и ќе ги совладаат потребните вештини за новиот начин на автентикација. Дали како Македонска банкарска асоциација дадовте насоки до комерцијалните банки за тоа како да обезбедат техничка поддршка за своите клиенти во првите денови од имплементацијата? Тоа ми е првото прашање и веќе го спојам со второто. Дали ова ќе значи можеби некои нови трошоци и давачки за клиентите вон тоа што би подразбирало нов уред доколку нивниот моментален не ја поддржува апликацијата на нивната да речем домашна банка? Повторно, прашањето е индивидуално од банка до банка. Контакт центрите и филијалите на банките ќе бидат максимално отворени во овој период и достапни да дадат одговори на сите прашања и предизвици со кои што клиентите ќе се соочат во периодот што следува и потребна е внимателност и информираност на граѓаните кои што извршуваат онлайн плаќање за новиот начин на примена на засилената автентикација при извршувањето на онлайн плаќањата. Дали еве како Македонска банкарска асоциација, доколку треба да се даде некоја оценка, сте задоволни од тоа како сите банки во државата ги прифаќаат овие дигитални трансформации, да ги речем, кои ги налага модерната технологија и всушност какви се вашите очекувања за развојот на услугите кои ги нудат во дигиталната сфера во следниот период? Дали еве може да кажеме дека Македонија го следи европскиот чекор и западниот чекор кога станува збор за дигиталната трансформација? Иако сме мал пазар и имплементирањето на овие нови технологии бараат сериозни инвестиции во унапредување на банкарските системи за овозможување на новите начини на плаќање и новиот начин на интеракција со банкарските услуги, гледаме дека значаен дел од банките прават сериозни чекори напред и ги следат чекор до чекор промените во банкарството што се случуваат и во современиот свет, пред се во Европската Унија. Индивидуален е одговорот и индивидуални се можностите на секоја од банките да го следат ова темпо на динамични промени, затоа и гледаме дека имаме банки кои што одат напред со понудата на современи дигитални решенија како што се Google Pay, Apple Pay, други веќе се во постапка на имплементација, трети можеби размислуваат, меѓутоа времето ќе го даде одговорот колку сите банки се подготвени да фатат чекор со технолошките промени кои што се исклучително динамични и захтевни во периодот што следува. Значи, ако треба да сублимираме, од 1 март и пред 1 март граѓаните да проверат дали својот мобилен уред кој го имаат паметен добил ажурирање на банкарската апликација и очекуваме да започне новиот систем на автентикација на плаќањата. Благодарам што утро бевте дел од програмата на Сител. Ви благодарам и јас за можност. Студио, како што можевме да слушнеме и од мојот соговорник, од 1 март се очекува да настапи оваа промена и од она што го слушнавме денеска, веројатно и банките веќе се подготвени или ги прават последните подготовки пред да го пуштат во употреба новиот систем со кој ќе се одобруваат трансакциите преку интернет и наместо досегашното очекување на SMS порака на вашиот телефонски број, она што ќе треба да го направите ќе представува добивање на известување од банкарската апликација за наплата на средства, преку која вие го одобрувате барањето и потоа се враќате на претходната апликација или пребарувачот, каде што ќе добиете потврда дека вашето плаќање е реализирано. Мала промена, но да се надеваме дека тоа ќе доведе до помалку злоупотреби и поголема безбедност на граѓаните на интернет. Како ќе тече спроведувањето, остануваме да го следиме тоа. Студио?
Никола, благодариме за оваа информација од 1 март, промена за сите што плаќаат со картичка на интернет. Ете, имавме можност детално да слушнеме